Со маска на лицето, но без ракавици на рацете, денеска во истражниот затвор Скопје своето право на глас го користат осудените и претворените. Покрај нив гласат и сите затвореници во другите затвори во Македонија. Екипата на Алфа беше во Шутка, каде право на глас имаат 136 осудени и претворени. Како што велат од избирачкиот одбор, гласањето се одвива во најдобар ред. Се со заштита, имаме дезинфекциони средства. Тоа нема, сите затвореници си доаѓаат со маска. И така. Не носат ракавици, само маска. Кога треба да ги идентификуваме, ја тргаат маската и така. Иако просторијата во која се гласа е релативно мала, се почитуваат сите препораки за заштита од COVID-19, се носат маски и ракавици, се одржува растојание колку е возможно. Со оглед што е мала просторијава, дали се запазуваат сите мерки на предпазвање? Да, само по еден влегува, дека не заврши тој, отворени се прозорите, проветруваме после секоја, така да се ива најдобар ред. Медиумите немаа можност директно да снимаат како изгледа гласањето на осудените и претворените поради заштита на нивниот идентитет, па новинарите и снимателите решија сами да симулираат. Ја го преплишува, добро? Малку ќе става за да има кај да направи вест. Ајде може? Ајде. Не сите кои се пријавиле за гласање имаа право да гласаат денеска во Шутка. Пријавени биле 159, од кои само 136 денеска имаат право на глас, не лице место тука во затворот. Најмногу затвореници со право на глас има во најголемиот затвор во Македонија и Дризово, каде денеска можат да гласаат 857 луѓе. Во текот на вториот ден од предвремените парламентарни избори во Македонија, кои што се одржуваат во ек на пандемија од COVID-19, денеска гласа затворениците и лицата во домашен и куќен притвор. Вкупно право на глас имаат 1657 затвореници и притвореници. Своето право на глас денеска ќе можат да го остварат и 8855 болни и немоќни лица, чии што пријави биле прифатени од Државната изборна комисија.